Што правам? Па како што правам? Чекам да ги достават пратките. Денеска е понеделник 23 декември и јас сум на мисија да најдам новогодишни честитки кои што сакам да ги испратам до моите колеги, а поентата на целото видео е да видиме дали Македонски пошти ќе успее да ги достави овие честитки до 31 декември или до 1 јануари. Пробувам да направам притисок. Пробувам да направам притисок, затоа што, како што знаете од минатото видео кое што го снимив уште пред Нова година, дел од честитките кои што ги испратив до моите колеги се уште не се стигнати, иако еве веќе помина и Великден. Па не знам уште колку време треба да чекаме. Ќе земам по една од сите. 2, 3. Ало? Еј, Ангела, што правиш? Добра си? Добро е на работа во канцеларија. До канцеларија си? Еве, јас сум на снимање некое. Туку сакав да те прашам, ти стигна ли новогодишните честитки што ќе испратат? Па не ми стигнало ништо. Не ти стигнало? Кога испрати? Пред Нова година. То сега е април дури. А знаеш ли зашто не ти стигнало? Не знам, зашто? Па ја ќе ти кажам. Па вака вика. Љубица ова е напишала статија за поштите и ја таму читам. 80% од работените во македонски пошти се со минимална плата, 60% од работените се пред пензија, над 70% е намален бројот на работници во технолошкиот процес, лоши услови за работа и плати кои доцнат. Се намалува бројот на поштари, а згора на се, корисниците на македонски пошти по половина година чекаат пратки или пак никогаш не ги добиваат, бидејќи нема кој да ги обработи. Помина аналогното време, ќе треба дигитални само честитки да праќаме. Па дигитално, да, више кој праќа. Веќе кој праќа честитки. Ох, леле, Ангела. Ангела, во оваа држава си приморан само дигитално да живееш.